Веќе 20 години измина откако го купив овој билет за експресниот воз за Брисел. И сега ми кажуваат имало застој, прво имало во Атина, после во Софија имало застој, не го пуштале возот. И ми викаат иди на другиот перон за Западен Балкан, абе викам јас сум за Брисел, не сум за Западен Балкан. Ама што да правам, можда оттаму ќе фатам друг воз. Еве го овој викам, што има врска? Кабриолет бил. Ќе се качам, ќе отидам. Заборави вака да се мисли. Спортистите ги дигнаа трофеите. Учениците ги земаа свидетелствата, а студентите се среде испитна сесија. Редакцијата на Гласни идеи не дава пехари, не дава свидетелства, но ги испитува состојбите. Се надеваме дека прашањата и одговорите не се пробиени и ќе ве водиме во еден осврт низ месеците. Па да почнеме. Добра вечер. Гледате свести на Гласни идеи. Ова недела е одбележаја 3 речиси неверојатни настани. Прво, невреме во Скопје, поплавени улици и згради, евакуирани луѓе, заглавени возила со сепатници.
Аеродром, кисела вода и центар беа поплавени од 30-минутно невреме на пороен дожд, град и ветер. Нема човечки жртви, но градот беше целосно блокиран неколку часа. Во екот на невремето беа во сериозна опасност луѓето кои се враќаја од работа или во тој момент беа на отворено. За многу кратко време се создадоа езера на повеќе локации. Неизоставен дел од дневно-политичката понуда беа обвинувањата на релација власт-опозиција на централно ниво и власт-опозиција на локално ниво. За секого виновен е другиот. На Македонија никогаш не и недостасувале експерти, ниту луѓе кои се способни да планираат и проектираат. Секогаш останува одговорноста на властите кои калкулираат со средства и не ги прифаќаат предупредувањата на експертите. Големите инфраструктурни проекти не смеат да се реализираат половично. Не треба да се случи земјотрес за да градиме сеизмички стабилни објекти, ниту треба да има катастрофална поплава за да разбереме дека треба да ја заштитиме природната средина и да ги обезбедиме канализационите системи. Јавниот превоз во Скопје минува низ турбулентен период. Имено, градот од 600.000 жители повторпат останува без јавен превоз. Во месец октомври штрajкуваа вработените во јавното сообраќајно претпријатие Скопје, додека изминатата недела на протест излегоа вработените на приватните превозници. 5 sati popodne. Došli smo ovde nekim poslom i čudim se čudu kako ovaj narod živi, gde se ne zna ko pije, a ko plaća. Gde ide ovaj narod i šta se dešava, ja pojma nemam. Plašim se, nisam gledao TV, ni slušao dnevnik, možda su javili da je izbio rat ili neka nesreća pa narod beži. Ne znam grdan da su javili to da bežim i ja. Ovo je ne daj Bože nikome. Ова би било реакција на секој човек што живее и работи во друг град, а кој дошол да заврши некоја работа во Скопје на еден ден. И така, секоја година се зголемува бројот на возила, кои освен што предизвикуваат гужви во сообраќајот, истовремено и дополнително го загадуваат воздухот. Не е тешко да се заклучи дека излезот е во што поголема употреба на велосипеди и јавен превоз. Но кога сме кај јавниот превоз, таму проблемите се уште поголеми. Прво, бројот на патници што се возат во градските автобуси опаѓа од година во година. Второ, ЈСП работи со загуба. Минатиот месец возачите на ЈСП запреа со работа, односно ги ставија автобусите во гаражите како еден вид предупредување за неисплатените плати. Овој проблем и други проблеми со кои се соочува ЈСП се реши со буџетска инекција од 2 милиони евра. И таман помисливме дека се смирија тензиите во јавниот сообраќај, пред неколку дена приватните превозници ги ставија автобусите во гаражите. Добра вечер, гледате Свести на гласни идеи. Во првите 2 недели од новата година на површина излегоа проблемите кои се затешкуваат веќе подолго време, а за кои се смета дека невозможно е да се решат во овој општествено-економски систем. Имено, се работи за загадувањето на воздухот, кое придонесе да Скопје биде на врвот на листата на загадени градови во светот. Последните 5 години темата на аерозагадувањето и воопшто темата за загадувањето на животната средина беше на врвот на јавниот интерес, рамо до рамо со горливите теми од политичката, меѓуетничката и економско-социјалната сфера. Особено во зимскиот период, во ударните најави на вестите, на насловните страници, аерозагадувањето станува топ тема. И покрај таквата навидом поволна ситуација, поволна во смисла на развиената граѓанска еколошка свест, впечатокот е дека ништо не е направено за подобрување на ситуацијата. Севкупно за изминатите 5 години, Институтот за јавно здравје доаѓа до истиот резултат, а тоа е дека од 18% до 20% од вкупната стапка на смртност во Македонија се однесува на луѓе чија смрт настанала како последица на болести предизвикани или влошени поради аерозагадувањето.
Во нашето општество на природата се размислува само кога се случуваат некои природни катастрофи. Тогаш се отварат темите за зачувување на природната средина, за нашиот однос кон природата, но како и секоја друга тема, и за таа важи изразот секое чудо за 3 дена. Многу време е изгубено и ние имаме огромна одговорност да направиме нешто во овој момент, од сега па натаму. За онаа друга спрега, институциите, системот, компаниите, јавноста, секоја од споменатите страни треба совршено да си ја одигра својата улога и да изврши влијание врз останатите. Меѓутоа, тоа би важело за општество каде што владе економска, социјална, еколошка правда, а такви општества, знаеме, нема, ниту нашето општество е такво. А реалноста е таква да екологијата се третира како нешто одвоено, како нешто што е на последно место и со која што се занимаваат мала група на забегани кои што само си го пополнуваат на тој начин времето. Да, точно е тема на подбив, дури кога на некој ќе му зборува за климатските промени или за загадувањето, се смеат обично. Да. Точно. Со преголема употреба на препарати се загадуваат подземните води. Се деградира почвата, значи целиот нејзин жив свет кој што е одговорен за нејзината плодност се уништува. Нели знаеме дека зеленчукот и овошјето се значајни за здравието на човекот, ама се конзумирајќи ги и мислејќи дека правиме добро, ние всушност си правиме лошо сами на себе. Да, може би ќе произведеме поголема количина на храна, меѓутоа ќе креираме луѓе со алергии, се повеќе имаме зголемување на број на луѓе од канцер кои што се болни, така што многу малку се зборува за овој проблем низ медиумите. Да не беше ова многу драматично, претенциозно, траверно.
Еве и птиците се вратија. Се си мислам дека остана една голема површина во мал ринг, близу водно за добар парк. Сакам светот да е песна, личен цвет, ширен лет. Сакам да е песна, една да е цвет, овој свет. Сакам полја, сакам гори, шир на шир, свегде мир. Сакам зора, кога зори, свегде мир.